Време е да ги проследиме најновите информации од Велес и регионот. Јас сум Катерина Нацева, а ова се настаните на денот. Останете со нас. Променливото време и почетокот на школската година ги наполни амбулантите на матичните лекари. Седница на Советот во Кавадарци за интервентен откуп на грозје. Храната во Македонија подлежи на строги контроли пред да излезе на пазарот. Владата на Република Македонија да донесе одлука за интервентен откуп на грозјето, како и план, стратегија и системски мерки за долгорочно решавање на проблемот со откупот на грозјето. Визбите да ја искористат мерката стимулација од 3 денари за килограм грозје и да ги отворат своите порти. Ова се само дел од одлуките кои на последната седница на Советот во Кавадарци едногласно ги донесоа и прифатија. На последната седница советниците од Градскиот совет расправаа за проблемот со откупната сезона на грозје во Тиквешијата како најголем лозаровински регион во Македонија. Проблемот со откупот на грозјето е проблем кој се јави во месец мај, кога најголемите винари почнале да склучуваат многу мал број на договори со лозарите, рече советничката Божанка Минова. Таа предложи да се усвојат мерки и заклучоци со кои што винариите би ги ставиле во функција сите своји капацитети и би извршиле откуп на целокупниот труд од лозарите. Предлагам да усвоиме заклучоци, да винариите ги стават во функција сите своји капацитети, а ги имаат, и да извршат откуп на целокупното грозје, за да не има останува на луѓето на нивите. Второ, да се почитуваат законските регулативи, и како трето да има контрола дали тие законски регулативи се почитуваат, посебно се има проблеми за проценка на шеќерност. И со тие заклучоци да дадеме придонес во надминувањето на проблемите на лозарите. Решавањето на овој проблем е задоцнет, потенцираше советникот Ташо Радњански, бидејќи проблемот со лозарите според него е ненавремениот притисок врз винарските визби. Грозјето винарските визби ќе го откупат. Поентата што е, као секоја година веќе видено, ќе вршат притисок дека винарските визби им се празни, дека вино нема, дека пазарите не го сакаат нивното вино, им се полни, се извинувам, и дека откупот малку ќе задоцне, вршејќи притисок. Знаете зошто? За тогаш кога ќе успееш некако да го протуркаш грозјето за бедни 10 денара, да речеш, добро е, ми го земаа грозјето. И најмногу што ме нервира кај моите сограѓани, што направи со грозјето, го даду, нели, го дадов, или ми го зеа. Па не си тука да го дадеш, ти треба да го продадеш грозјето и не да ти го земат, него треба да ти го платат. Советникот Белевски обвини дека градоначалникот е крив за актуелната ситуација, затоа што тој прифатил мерки и регулативи кои претходно ги донесе владата за интервентен откуп на грозје во име на граѓаните. Проблемот е актуелен и треба да се најде решение, а решението е исклучиво кај владата. Владата е таа која што има правни и законски механизми да го складира и да го откупе грозјето. Владата е таа која што го смени законот за вино и грозјето ќе се плаќа наместо за 3 за 6 месеци. Овој градоначалник е виновен за тоа што прифатил таква мерка во име на граѓаните. Значи, одговорноста треба да се персонализира. Винарите не го откупуваат грозјето. На крајот од оваа расправа беа донесени 4 заклучоци според кои сите советници едногласно ги прифатија. Заклучоците се: владата на Република Македонија да донесе одлука за интервентен откуп на грозје, како и план, стратегија и систематски мерки за долгорочно решавање на проблемот со откупот на грозјето. Советниците исто така преку третиот заклучок упатија препорака до винарските визби да ја искористат мерката стимулација од 3 денари за килограм грозје и да ги отворат своите порти. Со четвртиот заклучок, Советот на општина Кавадарци побара да се почитуваат законските регулативи и да има контрола како тие се спроведуваат, а се однесуваат на шеќерноста и плаќањето на грозјето.
Изградбата на летниковци во излетничките места Бареш, Ѓуриште и Брана Мавровица во општина Свети Николе е во завршна фаза. Поставувањето на летниковците ќе овозможи свети николчани поудобно и поорганизирано да го поминуваат своето време за одмор и рекреација во овие излетнички места. Проектот кој го реализира локалната самоуправа е во соработка и со поддршка на Вардарскиот плански регион и Агенцијата за рурален развој. Долгогодишното барање на светиниколчани за уредување на излетнички локалитет станува реалност. Во тек е изградбата на летниковци во излетничките места Бареш во Ѓуриште и Добраната Мавровица, кои ќе бидат опремени со маси, клупи патеки и место за скара. Овој проект чини 7,2 милиони динари. Започнуваме со излетничкото место Мавровица и со излетничкото место Бареш, каде што комплетно ќе извршиме уредување на излетничкото место. Можам да кажам дека се зачини затоа што дел од средствата доаѓаат преку Вардарски плански регион, дел ние ги обезбедивме преку Агенцијата за финансиска поддршка и развој на земјоделството. Со поставувањето на летниковците ќе се овозможи светиниколчани поудобно и поорганизирано да го поминуваат своето време за одмор и рекреација. Квалитетот и безбедноста на храната се едни од основните предуслови за истата да може да биде конкурентна како на домашниот, така и на светскиот пазар. Во Македонија храната е во голема мера и строго контролирана. Она што е важно за потрошувачите е дека контролирањето на храната секој пат треба да биде објективно и транспарентно, со што и самите ќе можат без сомнеш да конзумираат од неа. Во Македонија строго се контролира храната, но и се почитуваат стандардите кои важат при производството, преработката и дистрибуцијата на храна. Владимир Какуринов, извршен директор на консалтинг и тренинг центарот Клуч, вели дека Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија во голема мера си ја врши својата работа, која се заснова врз законската регулатива која мора да биде усогласена со европското законодавство. Она што е важно за нас и за Агенцијата за храна и за нас како потрошувачи е дека она што се користи за контрола на храната секој пат да биде објективно и транспарентно. Секој пат да биде на научен начин докажано. Значи, без присуство на други елементи при откривање на недостатоци на безбедност на храна или квалитетна храна, не е битна. Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија работи според европското законодавство, нормално со некои домашни прилагодувања кои што во моментот не можеме да ги исполниме кон Европската унија, но храната во Македонија се контролира, вели Какуринов. Минатата година Агенцијата за храна и ветеринарство исто така остварила соработка со Европската групација за хигиенско инженерство и дизајн, што е доста позитивно и е еден од основните предуслови за квалитет и безбедност на храната. Направи контакт со Европската групација за хигиенско инженерство и дизајн и се надевам таа соработка ќе продолжи и во иднина и се што е најново во таа област на хигиенско инженерство и дизајн дека Агенцијата за храна ќе го применува. И јас сум многу задоволен што тие искористија таа можност и ја представија Македонија во најдобро можно светло и се надевам дека ќе ги искористат сите можности што ги дава Европската групација за хигиенско инженерство и дизајн, ако не само за своето добро, за доброто на сите граѓани на Република Македонија. Контролата на храната и воведувањето на новините во областа на производството и преработката се едни од предусловите за почитување на оние стандарди со кои може да се каже дека имаме безбедна и квалитетна храна. Со самото следење на трендовите во оваа област, македонските фирми ќе станат конкурентни на светските пазари, каде ќе може да пласираат дел од македонската храна. За вложувањата во културата и за јавните настапи зборува актерот Крста Јовановски во информативната емисија Отворено за. Културата била и ќе биде еден од главните фаворити за зачувување на македонскиот идентитет. Знам дека проектот за овој театар многу одамна датира. Многу, кога велам, значи уште Александар беше директор кога првпат ми кажа дека имаат макета, дека учествувале, не знам, и странски некои архитекти, било тоа на некаков конкурс, и јас бев пресреќен, но прашање беше кога ќе почне да се гради. Мислам дека во тој поглед Јордан направи најголем напор за да може тој театар да се направи. Знам кога сум доаѓал тука на проби или вака кога ќе дојде во Велес од Струмица, секогаш го наоѓав Јордан како на компјутерот
ги бараше сите можни театарски згради во светот за да може да го направи ентериерот или театарот овој ваков денес како што изгледа, кој е прекрасен, морам да признам, можеби и најдобриот или најубавиот театар во Македонија во овој момент. Зборувам од како сала, како театар, како нешто во кое се случува една уметничка представа која од сите страни диши внатре практично салата. Тоа го видов кога гостувавме со театарот, нели, со театар комедија кога дојдовме овде минатата година, бешнам дека беше, не сум сигурен. И публиката е прекрасна во Велес, како што впрочем бива. Мислам дека ова сегашно раководство на театарот направи многу напор да ја врати публиката во Велес, која на некој начин во тие времиња тешки гнојосани, што би рекол Хамлет, или Шекспир преку Хамлет, беа проблематични, но мислам дека оваа екипа направи големи напори, се вложи максимално себе си да го направи се тоа што го направи и денес Велес да има една таква убава театарска сала. Кашлање, течење, нос, покачена телесна температура се најчестите симптоми кај децата од предучилишна и училишна возраст, токму во периодот кога годишните времења се променуваат, особено кога летото заминува и температурите се спуштат. Променливото време и разликата во температурите има најголемо влијание за вирусните заболувања. На оваа тема колешката Сања Ангелова. Променливото време и почетокот на школската година ги наполни амбулантите на матичните лекари. Течење на нос, кашлање, покачена телесна температура се најчести симптоми кај децата од предучилишна и училишна возраст. Доктор педијатар Валентина Ристевска Неашмик вели, во порас се и вирусните бронхити кои се појавуваат како резултат на алергиски реакции. Во овој период се зголемува бројот на горнореспираторни и долнореспираторни вирусни инфекции, бидејќи времето и сезоната помагаат за зголемен број на вирусни инфекции. Меѓутоа, ние забележавме во нашава пракса дека е зголемен и бројот на цревни инфекции. Уназад неколку недели има поголем број на деца кои што имаат повраќања, висока температура и повеќе течни столици. Родителите никако не треба да ги лекуваат децата на своја рака. Посетата на лекар е задолжителна, советуваат педијатрите. Во градинките децата се во блиски контакти еден со друг, а респираторните инфекции се пренесуваат многу лесно. Значи, тие имаат блиски контакти, тие не разбираат дека инфекциите се пренесуваат преку респираторните инфекции со дишење и така голем број на деца добиваат респираторни инфекции заради тоа што се во близок контакт со болни деца. Според Неашмик, родителите треба да внимаваат со што се хранат нивните деца. Свежото овошје и зеленчук треба да биде главно јадење наменито кај децата. Доволно е да се трудиме децата да добиваат здрава исхрана, значи да се хранат како што треба, бидејќи алергиите на храна се почести, бидејќи храната почесто е конзервирана, содржи голем број на конзерванси, да се трудат да користат повеќе овошје и зеленчук, и тоа свежо овошје и зеленчук, кој што има зголемени концентрации на витамин С, кој што го подобрува здравјето на детето. Педијатрите апелираат родителите да ги почитуваат советите кои ги даваат лекарите. Сдруженијето Велес Байкинг, како еден од партнерите на проектот за експанзија на мали бизниси на УСАИД, преку веловинска тура ја промовира убавината и квалитетот на виното како производ на повардарието. Целта е активниот туризам да стане дел од понудите на туроператорите. Повеќе во прилогот. Преку проектот на УСАИД за експанзија на мали бизниси до промоција на македонскиот туризам. Македонија како дестинација која има што да понуди на туристите кои доаѓаат да посетат. Овој проект има за цел промоција на нашата земја како нова дестинација во светски рамки.
За таа цел, Сдруженијето Велес Байкинг, како еден од партнерите од проектот на USAID, преку Веловинска тура, ја промовира убавината и квалитетот на виното како производ на поврдарието. Стартувајќи од Градско, во текот на овие 2 дена ќе поминеме повеќе винари, неколку села, ќе имаме некои амбиентални действувања во тие села и на крај завршуваме во Демиркапија. Како што напомена од USAID, целта е развивање на активен туризам, кој покри велосипедизам, параглайдерство и скачување на планина, содржи и контакт со локално население, па се до вкусување на традиционална храна автентична за тој регион. Директорот на проектот за експанзија на мали бизнеси Миријана Македонска вели дека целта е туроператорите овие тури да ги стават во своите понуди за туристите кои доаѓаат да не бидат сконцентрирани и стационирани само во еден град, како што впрочем досега и беше. Македонија изобилува со такви ресурси, сите тоа го знаеме, од природните убавини до гостопримството на локалното население, традициите, обичаите и така натаму. Меѓутоа имаме проблем се до тоа да го вклопиме во еден производ. И токму тоа го работиме интензивно веќе неколку години на терен со локалното население, со локалните клубови, се обидуваме да го дефинираме производот кој што во иднина понатаму туроператорите би можеле да го вклопат во сопствената понуда. Од Националната асоциација за дојдовен туризам пак велат дека чувствуваат потреба да има повеќе вакви тури кои што ќе може да ги пласираат на меѓународниот пазар. Меѓународниот тренд е во тој сектор развој на адвенчер туризам и потребно е, а Македонија има предимство во развој на такви тури и мора да се повеќе и повеќе сите наши делови од државата да развиеме вакви велосипедски тури и програми, нови продукти кои ќе можат да се пласираат низ цел свет. Веловинската тура започна од општина Градско, поточно од винаријата Стоби, каде велосипедистите имаа можност да погледнат винаријата и да вкусат од преубавото вино, како и посета на останатите винари кои работат во овој вардарски регион. Во рамки на интернационалниот фестивал на античка драма Стоби вчера вечер беше изведена представата Парламентарки, нова современа верзија, лесна и приемчива за публиката, во која главна цел е добра забава на публиката и на актуелните теми од секојдневието. На сцената на театарот Јордан Хаджи Константинов Джинот, во рамки на интернационалниот фестивал на античка драма Стоби, синоќа беше изведена представата Парламентарки во изведба на Народниот театар од Охрид. Представата е инспирирана од комедијата Жени во Народното собрание од Аристофан. Текстот е на Сашо Димовски, режисер на истата е Ненад Витанов. Направивме на нова верзија, малку современата, малку адаптирана, со цел да биде поактуелна и поприемчива за публиката. Она за цел беше на добра забава на актуелни теми. Комедијата е еден од најтешките жанрови и има за цел да ја насмее публиката, а тоа е многу тешко, вели Витанов. Никола Тодоровски го толкува ликот на председателот на државата. Толкувам еден лик кој е доста корумпиран, кој се грижи само за својот личен джеб и за своите лични интереси. И од актерска гледна точка прилично улога која што овозможува доста, да речем како актер, да се забавува човек. Вечерва настапува лабораторија Сфумато од Бугарија со представата Медеја Мајка ми на Иван Добчев и Маргарита Младенова. – 87% од вкупната стокова размена на Република Македонија е реализирана од предпријатијата. Расправата за извештајот продолжува во понеделник. Вести од Македонија. Повеќе од 87% од вкупната стокова размена на Република Македонија е реализирана од предпријатијата вклучени во двата протока на стоки, објави Државниот завод за статистика. Суфицитот во размената на стоки главно е генериран од предпријатијата, што му припаѓаат на секторот индустрија, а дефицитот од предпријатијата што му припаѓаат на секторот трговија. Околу половина од вкупната вредност на извозот и на увозот е концентрирана во првите 100 предпријатија.
Во понеделник во 11 часот ќе продолжи расправата по извештајот на специјалното јавно обвинителство во Комисијата за политички систем, затоа што специјалната јавна обвинителка Катица Јанева претходно посочи дека поради приватни обврски не е во состојба да присуствува на седница за викенд. Опозицијата предложи комисијата да работи и за време на викендот без присуство на Јанева, но председателот на комисијата Владко Ѓорчев и пратениците од мнозинството, повикувајќи се на членови од деловникот, истакнаа дека извештајот не може да се разгледува без присуство на представник на институцијата која го поднесува извештајот. Координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМНЕ Илија Димовски за предлогот на СДСМ да се одржува седница без присуство на Јанева смета дека представува бегство за таа да не даде одговор на прашањата. Деветдесет лице загина во масовното бомбардирање на сириската војска во деловите на Алепо. 4 лица загинаа, 2 се повредени во престрелка во трговскиот центар во градот Берлингтон, Вашингтон. Ова се вести од светот. 91 лице загина денеска по масовното бомбардирање на сириската војска во деловите на Алепо, кој од 2012 година се под контрола на сириските бунтовници, наведе Хамза Ал-Хатиб, директор на локалната болница. Претходно беше јавено дека има 70 загинати лица. Според неименуван извор, офанзивата може да продолжи известно време и да вклучи и копнена операција. Според Сирискиот центар за наблюдување на човековите права, во бомбардирањето врз градот учествуваат руски авиони и сириски хеликоптери. Представникот на Сирија во Обединетите нации Башар Џафери претходно изјави дека до октомври нема да има меѓусириски преговори за решавање на сириската криза. Во синоќешната престрелка загинаа 4 жени, додека еден маж е тешко повреден во градот Берлингтон во американската сојузна држава Вашингтон. Вооружениот напаѓач побегна, соопшти полицијата. Инцидентот се случи во трговскиот центар Кајскейт во Берлингтон, околу 105 километри северно од Сиетл. Полицијата соопшти дека нема индиции од нападот е терористички акт, иако се уште не се познати мотивите. Во Вашингтон синоќ се случи трагедија. Нашите срца се во Берлингтон, напиша на Твитер гувернерот на Вашингтон Џеј Инзли. Канцеларијата на FBI во Сиетл соопшти дека нема информација за евентуални нови напади во сојузната држава Вашингтон. Вкупно 162 тела на мигранти се извадени од водите на Средоземното море, соопшти египетските власти, а стравуваа дека бројот на жртвите е поголем. Бродот со кој се превезувале мигрантите се преврати во средата на 12 километри од градот Росета. Нивната крајна дестинација била Европа. Според проценката на УНХЦР, на бродот имало околу 450 луѓе, а египетските медиуми објавија дека можно е да биле 600 мигранти. Бродомолот го преживеа околу 164 луѓе, најголем број државјани на Египет, а меѓу жртвите има многу жени и деца. Според метеоролозите, викендов имаме сончево и стабилно време со мала до умерена облачност. Иако утринските температури ќе бидат студени, дневните температури ќе бидат со благо покачување. Во текот на денот се очекува максималната температура да достигне до 26 степен. Во продолжение графичкиот приказ за Вардарскиот регион.
Ова беше последната информација. Јас ви благодарам за вниманието. Вие понатаму останете со програмата на регионалната К1 телевизија. Пријатно!